Почитувани сограѓани, сведоци сме како и последната надеж на која се потпира оваа влада на Заев за едно прашање, полека но сигурно исчезнува. Европската перспектива е се повеќе загрозена од клиентелизмот на Заев и власта, неспособноста и егоистичните мотиви да се владае за свој личен бенефит. Она што досега го видовме е стагнација, одземено достоинство, никакви реформи, криминал и корупција. Живот кој станува пекол, здравство каде наместо спасените животи се множат крвавите тендери за приватните джепови. Образование чиј квалитет постојано опаѓа. Земјоделие без поддршка за земјоделците. Судство без реформи. Но времето неповратно минува, а животите се арчат по чекање дека ќе биде подобро. Наместо прагматизам и работа гледаме клиентелизам кај луѓето од владата. Станува јасно дека стратегијата на Зоран Заев беше власт по секоја цена, но не власт за да биде подобро за сите, туку да има разграбување и подобар живот на неколкумина од оваа влада. Откако самиот тој увиде дека сменетото име нема да биде доволно за да се одржи на власт и да ја дефокусира јавноста од редицата скандали и измами. Пресметката му беше дека оваа празнина ќе се покрие со ветувањето за европската иднина. Но таа со овој човек нема да дојде. Нема да дојде затоа што зборовите за европските вредности кои ги изговара се празни. Празни без суштина, без делата кои ги нема. И токму тоа отсуство на резултати во работата на оваа влада не оддалечува неповратно од Европската унија. Микросветот на Зоран Заев станува негов однос кон светот нанадвор. Па така сега гледаме она што го правеше кон опозицијата. Уцени, закани и заплашувања во една ублажена форма го применува и практикува кон нашите партнери, земјите членки на Европската унија. И затоа никако поинаку не може да се разбере неговото уставување дека ако не му се прогледало низ прсти и не е бил доделен датум за преговори, ќе имало избори на кои можело да дојде радикалната десница. Најпрвен, ова го покажува вистинскиот карактер на Зоран Заев, еден мал деспот среде Балканот кој се заканува на Европа и тоа без аргументи. Второ, време е да си погледаме во очи и да си признаеме дека оваа власт не ја бива. И Европа нема да дојде само затоа што власта го смени името, туку затоа што не работи ништо за постигнување на стандарди. А од почеток велев дека ЕУ е пред се стандарди кои мора да се постигнат. Нема ниту една реформска мерка или подобрување кој ќе го изнесе на маса и поради кој ќе ги убеди европските партнери дека заслужуваме датум за преговори. Трето, и тој самиот со оваа изјава признава дека е на стаклени нос за оваа влада и дека ќе победи ВМРО, ДПМН и десниот блок, кој не само што не е радикален елемент, туку ќе биде носител на промените и обновата на оваа земја. ВМРО, ДПМН ќе се однесува одговорно и ќе се бори земјава да добие датум за преговори и покрај сите скандали, неработа, промаршувања, измами на власта, затоа што граѓаните не заслужуваат да бидат жртва на неспособната влада која започнува да шири евроскептицизам. И сосема на крај, во однос на емотивните изјави за двете Нобелови награди кои би ги одбил Заев во замена за датум за преговори. Јас би порачал дека би ги одбил сите награди на светот, само Зоран Заев да не биде повеќе премиер на Република Македонија. Бидејќи тоа е вистинската пречка за развојот на Република Македонија и среќата која граѓаните ја заслужуваат.